Сите ние, односно голем број од нас, вклучувајќи ме и мене, сме големи фанови на Land Cruiser, на Defender, на G класа. И затоа денес ќе ви го представам Haval Dargo, кој што е во истата класа на можности, но во многу подостапна изведба. Haval Dargo. Сега вака, Haval многу добро го знаеме со сите тие безбедносни системи преку Jolionот и Haval H6. Знаете дека во едната емисија дури мајка ми ја натерав што нема ден искуство со кола, да го проба системот, да видиме како и колку добро Haval се паркира автоматски сам. Тоа го видовте, ако го немате видено сега, можете да го погледнете во тие две емисии. Денес нема ви покажувам како добро сам се паркира, бидејќи го знаеме тој систем, но Haval со Dargo нуди уште една друга добра опција од тие безбедносни системи, односно ги памти последните 50 метра, што е фантастично добро за едно вакво огромно возило на паркинг да се снајдете, односно да се снајде сами да ви извади. Што значи тоа? Дека треба да го ставам во рикверц и одбирам опцијата за сам да се враќа назад, please keep braking. Океј, од тука понатака само пуштам кочницата и нема потреба апсолутно ништо јас да правам во тие 50 метра. Односно сега да видиме како. Дури тука пишува и точно колку метра се запамтени, нели, и треба да се враќаат. И е супер. Сега го одбрав ова место точно, бидејќи тука има неколку дупки на самиот паркинг, и тоа големи дупки, и сакам тие да ги избегне, и затоа јас возев малце цик-цак низ нив. И вау, браво. Браво, значи буквално како проаѓав јас, така си ги проаѓа и сега исти овие цик-цак дупки. Јако. Јас не контролирам апсолутно ништо, мислам, гледате и самите. Уште 9 метра, 8,5, 7,5, 6,5. Вау, браво. Многу кул, многу добра опција, бидејќи стварно вакво нешто за одредени места е потребно. За тесни паркинг сега тука ќе застанеме. Океј, бидејќи јас од тука започнав, 50 метра ги изминавме и браво, мислам, како трнав така си дојде. Ова сакав да ви го покажам, дека Haval секој пат нудат фантастични добри системи кои што дали станува збор за автоматско паркирање, кој што и тука го имам, ама реков нема го направиме тоа денес бидејќи сме го виделе со Haval, но ова денес што го видовме е стварно супер. Но ова не е се. Сега ќе застанам прво да ви го покажам целиот Haval, како изгледа, што нуди тука внатре во поглед на практичност и комфор, и после тоа со возењето ќе ги видиме сите други работи. Сега бидејќи Dargo е малку и по-офроуд возило, ќе видиме и други можности за Haval. Ајде вака, прво да кажам бар некој збор околу дизајнов, бидејќи искрено за мене предниот дел околу маската ми треба малце време да се навикнам на тој дизајн, иако многу ги сакам фаровите, бидејќи ме потсетуваат на конкуренцијата што ја кажав, не дека се ископирани, туку ме потсетуваат, бидејќи таа класа некако така ми изгледа и така треба да изгледа нов конкурент за мене. Особено со овие exposed, како би дошло на македонски, изразени штрафови на овие маски од страна, со ова скалило тука горе кој што е потребно за да влеземе внатре. Има некој таков коцкаст дизајн кој што е искрено за мене убав, го нагласува тој офроуд карактер и е ова возило кој што едноставно има офроуд карактер. Сега околу практичноста ќе почнам со багажниот простор, бидејќи нуди 600 литри багажен капацитет, електронско отварање и затварање на оваа багажна врата, убав, чист, простран багажен простор кој што можете да го искористите убаво за товарење на било какви поголеми куфери, и она што ми се допаѓа што е рамна оваа ивица со браникот, што го леснува товарањето и стоварањето на потежок багаж, бидејќи е сепак доста високо. Од страна имаме две мали остави кои што може да се искористат за нешто ситно да се оставите. Моите омилени куки за качалки се супер и тука дури кажа дека издржуваат 3 кила, што е фантастично. 220 волтен приклучок за струја имаме, и под оваа даска тука во овој пакет имаме големо резервно тркало. Инаку можете си порачате и мало резервно тркало, и тоа возможува уште малку да спуштите даската подоле, да имате подлабок багажен простор. Сега ќе се префрлиме внатре, за да видиме внатре какви
интересни детали околу комфор и практичност има, така да фича прави транзиција дури да се префрлиме внатре. Искрено, мора да признам, многу меки и комфорни седишта. Многу меки и комфорни седишта. Браво! Одличен простор за нозете, одличен простор за главата, убаво големо панорамно стакло горе, кој што се отвара до пола, фантастично во поглед на комфор и на пријатност со волку многу големи отворени, односно големи стакла. Можем да ги спуштам, односно ги бутнам нозете под седиштата и да ми овозможи уште поудобно седење и ја стварно мора да кажам дека многу удобно тука. Дополнително на тоа овозможува и комплетно рамниот под доле, што значи дека тројца патници кои ќе седат и средно седиште уште помеко, леле брал. Тука кога ќе седне човек едноставно може да си стави нозете напред пред него и да не им пречи на другите двајца и да му биде комотно, бидејќи може да си ги опушти малце по-лево, по-десно нозето, што е супер. На централна конзола има два USB порта, што е супер. Имате и овие вакви интересни вентилации, односно отворот вентилацијата си контролирате лево десно. Има и убава за вдлабнатост на оваа централна конзола напред, што значи дека можете и нозете и понапред и поназад да си ги ставите. Супер, инаку седиштава се многу убави на дизајн, има нека убава мешавина од кожи алкантара и ова како бронзен конец му даje, убаво изгледа. Тука на средниот дел имаме остава за две шишиња, наслон за раката, Isofix куките се убаво скриени измеѓу горниот и долниот дел и можете буквално само лесно го бутнете седиштето, детското седиште да го прицврстите. И нешто што мора да признам, имаме и тука рачки што се супер за влегување и излегување на вака повисоко возило. И друга работа интересна што има исто така и напред е ова остава за шишенце од страна кој што е со кајфче, изгледа стварно многу кул, односно го надополнува тој офроуд карактер. Сега да видиме напред, бидејќи ги кажав и века и вчиња. Ајде фича прави транзиција. Сега како што кажав, позади, така и тука напред ги има овие остави за шишиња со ова интересно кајфче за го нагласи едноставно тој офроуд карактер. И тука убаво бидејќи има убава косина, бидејќи едноставно лесно на дофат и да, покрај таа остава имаме и друга остава во вратата кој што можете да искористите за документи, за новчаници, за што и друго да ви треба. Но покрај таа остава за шиши имаме тука две остави за шишиња, што е супер кул и практично. Тука во средина има нека остава, тука може да се стави телефонот или нешто слично што можете да искористите. И тука имаме уште една остава која што можете да искористите за клучот или пак ќе кажам за што и да ви текне, а овде напред има една голема остава со бежичен полнач за телефонот. Остава тука има напред и пред со возачот што е супер и кул, а за пак да кажам да се нагласи целиот тој офроуд карактер, искористиле многу убави меки гумирани елементи низ интериеров, бидејќи за офроуд возило и треба, бидејќи ќе се прави многу прашина кога ќе се вози на офроуд. И ова треба лесно и брзо и едноставно да се чисти, како што искористиле и Хавал такви материјали. Друго ми се допаѓа ова голема и масивна рачка пред совозачот кој што ќе се држи и со оваа страничка од напред кој ќе се вози на офроуд да не се клати цело време, туку цврсто и стабилно да се држи цело време. Тоа е во поглед на тој офроуд карактер. Сега во поглед на како изгледа се друго, мора да признам дека е убаво. Не ми се допаѓа ова пијано пластика тука, бидејќи многу лесно и брзо ќе се изгребе, но ми се допаѓаат формите на вентилацииве, ми се допаѓа екранот кој што е 12-инчен овде и пред возачот имаме уште еден 10,25-инчен екран. Сега да не ве збуни, ова горе не е екран, тука е искрено, тоа ми е една критика, бидејќи овде горе само ги покажува брзините од автоматскиот менувач, односно ПРНДМ, и ништо друго не покажува. За возење апсолутно воопшто не пречи, но вака дизајнерски е како тртка. Но во поглед на екраните, многу добра, многу респонзивност, добра графика, убаво функционира, драго и Хавал секој пат се опремени со најмногу опрема што може да се понуди, сите безбедносни системи и сите комфорни елементи што може да ги има, грејење и ладење на двете предни седишта, масажа овде, и ако после кога ќе возам вака се притискам, тоа го правам за да ме фати што е можно појако, бидејќи едноставно убаво ми е кога ме масира.
многу добро инфинити озвучување, кој што не можам сега го пуштам бидејќи YouTube ќе ме санкционира со музика, а тоа не ми треба. Така да многу добра опрема е сега во поглед на офроуд моментот. Тука има едно тркалце кое што е за одбирање на различен драйв мод, односно има вкупно 9 различни мода: нормал, еко, спорт, мат, сенд, потхол, grass and gravel, snow. Значи, буквално на секоја средина можете слободно да возите. Ова е менувачот, кој што дополнително ќе кажам, овде доле има уште една голема остава кој што можете да искористите за тракатанци, и лево и десно има по еден USB порт. Под наслонов за рака тука има една ваква даска која што можете да искористите за тракатанци, доле има една голема длабока поприлично остава која што можете да искористите за кога ќе на пазар. Ако немате доволно простор позади, тука 1 кило помаранџа слободно ќе поставите. Убав волан, убава возачка положба. Тука уште горе не кажав, има уште една мала остава која што можете да искористите, и сега е време да почнам да го возам бидејќи го испофалив дека има офроуд карактер. Ајде да видиме како вози. Го испофалив многу дека има офроуд карактер голем, дека го нагласува тој момент, дека одговара со сите конкуренти во таа категорија. И ај сега на офроуд локации како тука, дали може да се снајде. Прво, како што кажав, преку драйв модот можете да се одберете од 9 различни опции во било која средина и да сте, имате опција, можете да се одберете токму таа опција и да едноставно го пропуштите хавал драго да се снајде совршено во таа позиција. Зошто зборам совршено? Бидејќи има одлични перформанси, но и активен 4x4 систем кој што преку овој драйв мод си одбирате нели опција и се прилагодува на самата состојба. Односно во моментов има и малце снег, малку и подзамрзнато, има и многу песок и многу кал. И стварно одлично се снаѓа. Би рекол дека дури многу подобро се снаѓа на овие офроуд патишта отколку на градски услови на автопат, бидејќи тука целата онаа моќ што ја има одлично распределува и одлично се снаѓа. Стрмен пат, можеби у моментов гледате, можеби веќе видовте или ќе видите, имав многу стрмен пат кај што јас не верувам дека било која кола таму поминала, но драго, без никаков проблем, дури на средина да се застане, тргнавме без никаков проблем повторно нагоре, па и надоле, бидејќи имате опција нели за во офроуд режимот за симнување на големи надолинки, можете да оставите со сам да се запери, сам да си застанува. Така да многу совршено работат овие елементи. И она што друго го приметив на овој ваков предел е доста мек и доста комфортно тука внатре, односно немате големо отскокнување. Баш совршено си ги проаѓа сите нерамнини. Но кога станува збор за перформансите, има една неочекувана работа за најголем број на офроудери, бидејќи ние сме навикнати дека само дизел е за офроуд. Во моментот под хаубо имам на располагање 2.0 турбо бензинец со 196 коњски сили, стварно голем, моќен бензински мотор кој што на располагање ни дава едни убави перформанси. На офроуд патишта многу подобро се снаоѓа, бидејќи како што кажав, убаво ја распределува таа моќ. Тие 200 коњски сили добро ги распределува, не прошлајфува, односно сите системи одлично му функционираат. Јас, како што кажав и со претходните други две видеа за хавал, другите нивни модели кои ги возев, сите и безбедносни системи и целата електроника што има одлично функционира, но на овој ваков тип на патишта сум искрено пријатно изненаден, бидејќи добро ја прилагодува таа моќ која што има. Бидејќи па од тука од друга страна имам една критика, сега како полека се приближувам кон асфалт, тоа и почесто ќе го приметувам, односно во градски средини таа моќ голема која што има, иако можам нели да регулирам дали еко, нормал, спорт, било каков режим и да одберам за урбаните средини, сепак кога станува збор за тргнување од семафор, имаме еден проблем,
а тоа треба да ја прилагодам, односно да рекалибрирам мојата нога, колку нежно треба да притисне за да не ми се случи големо отскокнување кога тргам. Бидејќи многу малку треба притиснете на газта и буквално може да го откопа асфалтот. Многу моќ, сето тоа знам дека може едноставно да се прилагоди софтверски и верувам дека ќе се прилагоди, но во овој момент сега дури ја возам, ета тоа е една критика која што ќе дадам, бидејќи секојдневно кога го возам драго, особено во урбаните средини, тоа ми прави една нелагодност, не така убава атмосфера дури возам. Инаку станува збор за истите перформанси како и кај H6-ката што ја возев, што значи дека имам автоматски 7 степен DCT менувач, Dual Clutch, што стварно е фантастичен. Таму ви кажувам чиви дизајни се, колку е тоа сериозно сработено, колку Haval воопшто како бренд е сериозен, иако станува збор за кинески бренд, нели? Бидејќи кај нас се уште постои тој страв дека кинеските автомобили не се добри, а всушност толку многу веќе се имат развиено, особено Haval, имаат отидено високо во тој премиум сегмент, што е неспоредливо. Плюс јас, како што кажав и на почеток, ги споредувам со G-класа, го споредувам со Defender, го споредувам со Land Cruiser, кои што се многу сериозни автомобили, многу високо премиум позиционирани, но Haval е во една многу голема предност. Многу голема предност. Да, може би ајде во одредени сегменти одредени работи не достигаат за да го достигне тој премиум ниво, како пример G-класа, но Haval има една друга предност која што ги анулира сите тие мајани, да ги кажам, односно цената. Редовната цена му е 42.990 евра, имаме акцијска цена што е минус 3.000 евра, тоа ќе му дојде околу 39.000 евра, и плюс имате уште дополнителни 1.000 евра попуст ако имате 100% аванс за плаќање. Сега, тоа е стварно интересна цена која се спореди со конкуренцијата. Знам дека повторно голем дел од вас ќе си кажат упа многу пари за кинеско возило. Ајде вака, да ги извадиме сите амблеми дека е Haval и да не знаете за што станува збор, влезете, видете ги сите материјали, видете ги сите технологии кои што ги има, пролистете ја листата од некои 10 страни што добив јас колку опрема има и кој ќе видите дека едноставно нема различни пакети за драго, туку еден пакет, односно ова се што го гледате го добивате за таа цена. Имате само доплата од 800 евра за различна боја, што искрено јас би ставил, имате на зелена во понуди, тоа ми е фантастична и баш одговара за еден офроудер, но кој ќе ја споредите целата таа опрема со греачи напред на стакло, со грејање и ладење на двете предни седишта и плюс греачи на задните седишта, фантастични камери со 360 поглед, можете од секој агол да го видите, плюс дополнително кога возите на офроуд има камери кои што го снимаат долниот дел, односно со задоцнување тоа го прави, задржувањето во лента и автоматското кочење, како добро функционира. Имам само пофални зборови. Да, во минатите епизоди го критикував темпоматот, односно имаше во еден момент кој ќе оставите на темпомат да управува, одлично ве држи во лента, но кој ќе дојде особено на автопат голема кривина, ќе закочи, па ќе забрза, па ќе закочи, да, тоа го критикував, во Haval H6-ката тоа го имаа подобрено и чувствувам дека тука во драго софтверски тоа го имаат прилагодено многу подобро од претходно што беше. Така да гледам дека Haval се повеќе и повеќе се напредува во тој сегмент и да не набројам уште колку многу други безбедносни системи и опрема има, значи буквално се што ќе замислите и се што ви е потребно, тука тоа го има. И кој ќе споредиме ценовно со другите, едноставно не се споредува колку многу добивате. На сето тоа имаме уште 6 години гаранција или 150.000 километри, така да долг период ќе бидете многу сигурни со Haval и со драго. Инаку веќе тука на асфалт кога ќе дојдете,
е многу релаксирано искрено возењето, односно би кажал сосема солидно, дека може да биде подобро и покомфорно, може, но кога ќе видите каква намена има Драго, ќе ви биде сосема солидно и сосема прифатливо ваквиот тип на возење. Нормално има одредено минимално клатење, што е неизбежно поради висината, но од друга страна па имате една многу убава контрола над волан и во секој момент можете убаво да се снајдете со него во кривина, односно да имате добра сигурност над волан. Убави сигурни кочници, што мислам под сигурни, тоа значи дека не ви треба време на навикнување на педалата, туку баш едноставно се седнувате и као да сте го возеле 6 години. Имате многу убава контрола, особено на педалите, мора да признам дека има многу добра контрола над нив. Менувачот е фантастичен, не се чувства ниту едно сецкање, менување на брзините, стварно фантастичен менувач, плюс на тоа имам тука лопатки зад волан, можам да возам мануел и да се прилагодува брзината онака како што јас сакам, нели, или вие. Head-up дисплеј напред, кој што ми е супер, бидејќи немам потреба воопшто се спуштам на екранот тука доле, иако имате многу информации, но стварно убав, прегледан head-up дисплеј, една негативна работа што ја има околу сите тие перформанси е потрошувачката, која што у моментов се движи околу 12 литри. Океј, сите очекуваме нешто пониско, но реално за овие перформанси што ги има, за големината на возилото, очекувано. Мислам, во конкуренција горе-доле толку и трошат и останатите. Една критика што една имам на позитивниот момент, тоа е дека многу интересно, многу паметно имат направено Хавал во урбаните средини со одреден степен на вртење на воланот. Пресметува дека сте во кривина или треба да се престроите на булевар некаде. Веднаш се вклучува камерата во зависност од која насока нели ќе вртите, што е супер, бидејќи ги гледате од страна да не ги изгребете бандажите. Така да во глобала, за Драго, стварно имам едни убави зборови. Статус возило е до некаде, бидејќи во град стварно привлекува внимание и одскокнува од се друго што се нуди на пазаров. Убав е, интересен е, да, напред треба малце време да се навикне за мене таа маска, но од кој ќе навикнете баш интересно изгледа. Ми се допаѓаат сите тие штрафови по маските, убав, масивен, го истакнува, пак ќе кажам, тој офроуд карактер, убаво вози во урбаните средини, доста убав тивок, одлично зачување, како што кажав, многу опрема, одлична цена, така да, ако размислувате за возило од овој ранг, дефинитивно треба да ги посетите Хавал, да го видите Драго. Им благодарам на Хавал што имам ваква една можност да се дружам со Драго. Би кажал, меѓу ретките во Македонија па и околината што имаме можност и вие и јас да го искусиме. Така да направете subscribe и се гледаме наскоро со ново видео, а вие нормално пишете и некој коментар што мислите за Драго и што сакате друго да видите на нашев канал. Се гледаме наскоро. Чао!